Продолжуваме со точките на дневен ред. Точка 5. Предлог заклучок за усвојање на извештајот за реализација на програмата за финансирање на проекти, манифестации и значајни настани на местните заедници во општина Гевгелија за 2025 година. И точка 6. Предлог програма за финансирање на проекти, манифестации и значајни настани на местните заедници во општина Гевгелија за 2026 година. Отварам претрес по предлог заклучокот од извештајот и по предлог програмата со извештаите. Присутен ни е представникот од општинската администрација, му давам збор, повелете. Почитувани советници, почитувани градоначалник, почитувани председател на СОДЕС. Како и секоја година имаме пред нас две точки, програма за местни заедници и извештај на местни заедници. На комисиите беа доставени детално сите извештаи, сите апликации и ова година имаме 12 местни заедници, сите имаат понесени апликации, каде што таму има дадено детален опис за сите културни активности. Себе беше доставено, имавте на увид, ако има некои забелешки, прашање поведете. Благодарам. Дали некој се јавува за збор? Петров, повелете. Благодарам. Моето прашање ќе биде до градоначалникот во врска со оваа точка, со овие две точки. Очигледно дека во овој список ги немаме за Негорци и Миравци. Значи Негорци и Миравци немат местна заедница. Зошто е тоа така веќе со години назад, не знам. Дали се планира, барем во овој мандат на градоначалникот, да се направат напори, да се формираат местни заедници, представители на населението во тие села, преку формирање на местна заедница, согласно законот за локална самоуправа, кој што ќе можат исто така да аплицираат овде и да ги чувствуваат сите права и обврски што ги имаат спрема локалната самоуправа. Да, благодарам. Благодарам. Почитувам се, значи Миравци, Негорци, мислам Милетково нема и Коварац. Пред 2 години направивме напори во сите населени места да се формираат местни заедници и во овие 4 населени места буквално немаше никаква активност и значи формирањето на местната заедница не зависи од локалната самоуправа. Потребно е 10% од граѓаните запишени во населеното место да формираат местна заедница и наша апел е до сите, веќе дел од населените места си ги регистрираат тие местни заедници и на Централниот регистар со цел покрај тоа што ќе аплицираат за разни проекти општинскиот буџет, да може да аплицираат и на државни и меѓународни организации за добивање на средства за разни проекти. Значи, доколку има иницијатива и се формира таа заедница, местна заедница и во Негорци, апел е истата да биде регистрирана во Централниот регистар. Благодарам. Апшинова, Пасиво. Почитуван градоначалник, почитуван председавач на Совет, почитувани колеги советници, представници на општинската администрација, почитувана јавност, добар ден. Во предлог програмата за финансирање на проекти, манифестации и значајни настани на местните заедници во општина Гевгелија за 2026 се предвидува доделување на средства во износ од 20 до 30.000 денари. Реално искрено што може да се реализира со овие средства. Со вакви износи на суми, тешко дека може да се организира дури и најосновна манифестација, а не пак значајен настан што ќе го зајакне локалниот живот или ќе ги вклучи граѓаните и ќе овозможи одржување на традицијата во местните заедници. Местните заедници се најблиску до граѓаните, а доделувањето е стварно символична сума. Ова не е вистинска поддршка, туку формално исполнување на хартија. Ви благодарам.
Сивова, повелете. Благодарам, председателке. Советничката група на СДСМ секој пат ги поддржува манифестациите и значајните настани на местните заедници од нашата општина и сега ги дадаме поддршка. Само имам едно прашање до општинската администрација. По програмата за финансирање на проекти наведени се местните заедници, наведени се одобрените средства, дали барањето на местните заедници соодветствува со одобрените средства во буџетот? Дали со истите средства тие поднесуваат барање за исплата, пример, местна заедница Пардејци 30.000 и доделени 30.000 или бараат повеќе, а се доделуваат толку? Тоа ми е прашање. Благодарам. Благодарам. Некој друг? Повелете. Нема друг. Повелете. Секоја местна заедница си има различни активности. Помалите местни заедници имаат помалку активности, поголемите имаат повеќе активности. Точно. Општо земено сите поднесуваат секоја година исти суми, но 70% од апликантите тие суми што ги планираат, значи 95% од ова сума им ја исполнуваат. Но има неколку местни заедници, обично поголемите местни заедници што поднесуваат апликации со поголеми суми и повеќе активности. Во тие неколку местни заедници се случува да ова сума што им е исплатена да е 50-60% од нивниот опфат. Ама општо земено голем дел од сумите се задоволувачки. Од тоа они што го планираат и тие настани што ги. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, ги ставам точките на гласање. Точка 5. Предлог заклучок за усвојување на извештајот за реализација на програмата за финансирање на проекти, манифестации и значајни настани на местните заедници во општина Гевгелија за 2025 година. Молам кој е за, нека крене рака. Констатирам дека точка 5, предлог заклучокот е усвоен со 17 гласа за. Точка 6. Предлог програма за финансирање на проекти, манифестации и значајни настани на местните заедници во општина Гевгелија за 2026 година. Ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака. Констатирам дека точка 6, предлог програмата е усвоена со 17 гласа за. Преминуваме кон точка 7, предлог одлука за определување комунална такса за одржување на јавното зеленило во општина Гевгелија. Почитувани до општинската администрација е доставен амандман по оваа точка од советникот Назнан Борченечевски. Овој амандман е доставен до советниците и по него градоначалникот ќе се изјасни дали го прифаќа или не. Амандман 1 се предлага одложување на примената на новата ставка за воведување такса за одржување на зелени површини од ценовникот на јавното претпријатие за комунални дејности Комуналец Гевгелија за период од најмалку 6 месеци од денот на донесување на одлуката. Повикувам градоначалникот да се изјасни по овој амандман. Не се прифаќа со оглед на моите излагања за дневниот ред и причините од кои е на дневен ред оваа точка. Бидејќи амандманот не се прифати, му давам збор на предлагачот да го образложи амандманот. Дали ќе излезете Нефески? Повелете. Значи, јас не знам од кога е планирана ова ставка за воведување, меѓутоа сметам дека е избрзана и предложив да истата се одложи за период од 6 месеци, а во меѓувреме да се направат неколку активности со кои јавното претпријатие Комуналец ќе не убеди дека има потреба од зголемување на ставка за одржување
на јавното зеленило во општина Гевгелија. Градоначалникот спомна нешто од комисии, регулаторни и така натаму. Тоа е апсолутно за мене небитно, затоа што во работењето јавното предпријатие Комуналец од Гевгелија постојано покажува добивка во финансиските извештаи. Јавното предпријатие по дефиниција треба да биде предпријатие кое што служи како сервис на граѓаните и секоја добивка треба да биде планирана и реинвестирана за подобар живот на граѓаните во било која дејност во која тој е надлежен. Затоа оваа ставка од 90 денари во Гевгелија, општина Гевгелија има некаде околу над 4000 домаќинства. Ако ги помножиме 90 денари по тие над 4000 домаќинства и фирми кои што добив известување дека ги има на ниво на општина Гевгелија околу 1990, близу 2000, по 2,5 евра таксата, кај нив е повисока, 160 денари, таа огромна сума на пари која што би се наплаќала почнувајќи од 1 јануари годинава. Знаеме дека ако навистина тие се пари кои што треба да се употребуваат за одржување на зеленилото, јас не знам од 1 месец заклучно со 4 месец што би одржували. Периодот на одржување на зеленилото е некаде од април месец па до, ајде да речеме, октомври, потоа повторно имаме пауза. И затоа предложив амандман за одложување на примената на оваа такса, барем за 6 месеци, и во тој период да добиеме издржани образложенија од страна на предпријатието. Не може предпријатие да работи, јавно предпријатие, со добивка, а да бара зголемување на цените на услугите. Не знам каква логика гледаме во таа работа, меѓутоа нема апсолутно никаква потреба од... И затоа сметам дека оваа одлука е избрзана, недоволно образложена и неправедна кон граѓаните, особено во услови на зголемени трошоци за живот. Штета е што овој амандман не го усвојуваме, барем одложување за 6 месеци. И во меѓувреме да добиеме издржани аргументи за барањето за зголемување. Вчера случајно видов на страниците на социјалните мрежи дека општина Битола утре има седница на совет, каде што исто така бараат зголемување на сите ставки за услугите кои ги сервисираат према граѓаните, и таму ми се чини дека беше зголемување некаде околу од 33 денари на 45. И ред други ставки, што сега не е предмет на дискусија, да ги спомнам, значи колку се поминорни и гробарини и ред други работи. Навистина ставката не е издржана, е превисока и барам 6 месеци одложување со овој амандман за да добиеме издржани аргументи зошто и како доаѓа до зголемување на оваа ставка. Односно воведување на ставка, не зголемување, воведување. Нечиски само за кратко, останува. Благодарам. Не го повлекува амандманот. Дали некој се јавува за збор? Доколку никој не се јавува за збор, го ставам предлог амандманот 1. Се предлага одложување на примената на новата ставка за воведување такса за одржување на зелени површини од ценовникот на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Гевгелија за период од намалку 6 месеци од денот на донесувањето на одлуката на гласање. Молам, кој е за? Кој е против? Воздржани? Констатирам дека амандманот 1 не се усвојува со 6 гласа за и 13 воздржани. Отворам преглед по предлог одлуката со извештај од комисиите. Бидејќи представник од јавното предпријатие добро ни се присутни, ќе им дадеме збор на нив, а пред тоа ќе се обрати градоначалникот. Повелете, градоначалник. Почитувани советници, со оваа одлука се воведува комунална такса за одржување на јавното зеленило на подрачјето на општина Гевгелија, се утврдуваат обврзниците, висината и начинот на плаќање и намената на средствата. Обврските за
за одржување на јавното зеленило спрема јавното предпријатие Комуналец од Гевгелија ги сервисира општина Гевгелија и како што споменав во моето излагање по дневниот ред, зашто оваа точка е на дневен ред, од страна на Државната ревизија по однос на јавното зеленило имавме забелешки и две препораки. Првата препорака беше изготвување и донесување на стратегија за развој на зеленилото, одлука за зеленило и годишна оперативна програма за подигање и одржување на зеленилото. За да може да ја воведеме оваа такса, мораше прво да се изготви од страна на јавното предпријатие Комуналец годишен план, а од страна на општина Гевгелија годишна оперативна програма за подигање и одржување на зеленилото. Втората препорака од страна на Државната ревизија беше општина Гевгелија да утврди надоместок за одржување на јавното градско зеленило и активностите за одржување на зеленилото да се финансираат преку овој надоместок со целосна контрола во планираните и реализираните финансиски средства за извршување на годишните програми. Од таа причина, од моја страна беше испратено барање до јавното предпријатие Комуналец од Гевгелија за да биде направена анализа на сите трошоци со цел да се утврди и висината на надоместокот за физичките и за правните лица и предлагам представникот од јавното предпријатие Комуналец детално да ја образложи висината на надоместокот. Благодарам, градоначелник. Повелете представник од јавното комунално предпријатие. Почитуван председател на Совет, почитуван градоначелник, почитувани советници, добар ден. Во врска со предлог одлуката за определување комунална такса за одржување на јавно зеленило во општина Гевгелија, на барање на општината доставивме образложение во врска со кои активности ги спроведува секторот паркови и зеленило, која квадратура ја одржува и останати активности на секторот кои се финансираат, сите овие активности се финансираат од буџетот на општина Гевгелија. За овие активности на секторот ги земавме како пример трошоците за 2024 година како една цела заклучена година. Трошоците за 2024 година изнесуваат 14.609.416 денари или и 14.014.775 денари заклучно 31.10.2025 година. Овие трошоци се оперативни, овде не влегуваат финансиски трошоци, исто така не влегуваат и трошоците за амортизација на основните средства што ги користиме за извршување на услугите во секторот паркови и зеленило. Тие трошоци за 2024 за амортизација изнесуваат 459.651 денар и 397.991 денар до 31.10.2025 година. Сегашната вредност на тие трошоци што ги користиме за овој сектор изнесуваат околу 2.300.000 денари, значи што останува понатаму да се амортизираат. Исто така не влегуваат трошоците и за нови инвестиции кои се потребни за овој сектор. Од овие 14 милиони, 12.363.957 денари за 2024 година изнесуваат бруто платата на 27 вработени кои ги извршуваат тие услуги и 11.643.085 денари заклучно 31.10.2025 година. Во 2026 година, согласно општиот колективен договор, очекуваме да има зголемување само на платите од најмалку 400.000 денари, а и со порастот на просечната плата за 2025 година, која ќе влие на пресметката на платите. Договорите што ги имаме склучено со општината за овие услуги изнесуваа 5.200.000 денари за 2024 година и 8
милиони денари заклучно 31.10.2025 година. Согласно буџетот што ќе биде за 2026 година на општината, договорите ќе изнесуваат 15 милиони денари за 2026 година. Исто така да појаснам дека овие ставки што ќе се воведат за оваа такса за зеленило не представуваат приход за Комуналец Гевгелија, туку тоа е само наша обврска која во моментот на фактурирање ни представува обврска за да ја префрлиме на општината, значи тука се работи за покривање на општинскиот буџет, дел од општинскиот буџет со оваа такса. За Комуналец нема да представува и нема да влијае на добивката на предпријатието. Доколку има прашање, повелете. Благодарам на представникот на Комуналец. Се јавува за збор Сивова, повелете. Благодарам. Во прилог на предлог одлуката за определување комунална такса за одржување на јавното зеленило во општина Гевгелија, во образложението што ни е доставено од јавното претпријатие за комунална дејност Комуналец Гевгелија, не најдов ни една забелешка. Тој во ред. Во ред е објаснато е кога дејностите и така натаму 2024 до 31.10 трошоците и така натака. Тоа го разбирам и тоа е во ред. За мене е дискутабилно, вели вака, предлог одлуката, член 9, ова одлука ќе се објави во службен гласник на општина Гевгелија, ќе се применува од 1.1.2026 година. И сега во образложението вели: со Законот за комунални такси е утврдена можноста општините да воведуваат комунални такси за користење и одржување на јавни добра од локално значење. Согласно Законот за локална самоуправа, општините се надлежни за уредување и одржување на јавните зелени површини. Во Законот за локална самоуправа, да, најдов дека има член каде што вели дека општините се надлежни за уредување и одржување на јавните зелени површини. Во Законот за комунални такси не најдов ни еден член. Па прашањето ми е по кој член од Законот за комунални такси е воведена, е утврдена можноста општините да воведуваат комунални такси. Затоа што колегата Нечевски направи некоја анализа колку домаќинства и колку деловни субјекти, јас имам малце повисоки показатели, затоа што според податоците на Државен завод за статистика во општина Гевгелија има околу 10.000 домаќинства. По 90 денари, тоа се 900.000 денари месечно, по 12 месеци се 10 милиони и 800. За деловни субјекти имам податок 1209 деловни субјекти, по 160 денари месечно се 190.440, по 12 месеци се 2 милиона и 300. Еве ги тие 10 и вие 2.300, 10.800 и 2.300, 13 милиони. Само не ми е јасно. На која страна од изборната програма ја ветивте оваа ставка? Изборната програма што нон-стоп овде на говорница ја потенцирате дека била во интерес на граѓаните на општина Гевгелија. Јас бев член и на минатиот состав на Советот, и поранешниот градоначалник Поцков и поранешниот директор на Јаковата Комуналец Зумров исто можеа да ги покачат цените на услугите, но заради интерес на граѓаните не го сторија тоа, а ги изгубија изборите. Апсурд. А во минатиот состав на Советот и во минатиот мандат на градоначалникот се покачија сметките за вода, вибретарина, за даноци и пак ви изгласа и ги добивте избори. Тоа ми е близко до разум. И сега нема 100 дена власт, а се удара по джебот на граѓаните со воведување нова давачка. А за покачената висина на комуналиите, што ја протавме на мала врата на минатата седница, не се зборува. Ама тоа е факт. А факт е и дека и сега ова мнозинство ќе ја подржи ова одлука, со што покажувате дека уште на почетокот на мандатот
и изигрувате довербата на граѓаните што ви ја дадоа. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Меловски, повелете. Благодарам. Ќе бидам многу краток. Значи, почитувам градоначалниче, рековте дека по препорака од државната ревизија ја носите оваа точка на дневен ред. Меѓутоа, јас се прашувам со новите одобренија за градби што се дадени за зградите, за стамбените згради, каде што треба 20% да има зелени површини, а јас не гледам кај дел од зградите ни 1% од тие зелени површини и кај мене се јавува прашање дали тие зелени површини ќе бидат на кровните површини на зградите, па затоа е висината на оваа такса толку голема, а нема да биде ниско доле по земјата. И друга работа, препорака, всушност значи позитивно мислење. Значи, вие сте добиле кој позитивно мислење од државната ревизија, меѓутоа, препорака од граѓаните до вас, до нас, советниците, е да не се поддржи оваа комунална такса. Значи, препораката не значи обврзување за да се спроведе нешто. Препораката е само мислење. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Нечевски? Препораката од Државниот завод за ревизија е во ред. Меѓутоа, дали е тоа обврзувачки? Апсолутно не е. И затоа Советот на општина Гевгелија има ексклузивно право да процени согласно условите во кои што живее општината и граѓаните, дали ќе даде препорака, дали ќе усвои препораката за зголемување, односно за воведување на такса за одржување на зелени површини. Значи, таа мора да биде во рамки на закон, со одлука на Совет. Со утврдена методологија и намена. И затоа, како Совет, го имаме тоа право да не се правдаме и да не се повикуваме на некои државни заводи за ревизија. Наша е одлуката дали ќе ја зголемиме, дали ќе воведеме такса за одржување на зелени површини или не. И затоа предлагам Советот да не ја усвои оваа одлука и да ја избришиме барем во следните 6 месеци, а понатаму по проценка да видиме дали е за воведување или не. Меѓутоа, со оваа огромна сума на пари кои што ќе се акумулираат, колешката претходно ме коригира за 10.000 домаќинства во општина Гевгелија, навистина тоа е сериозна сума на пари за одржување на тие зелени површини, кои што уште еднаш ќе напоменам се одржуваат во период од 4-5 месеци, а цела година се наплаќа истата такса. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Јуров, повелете. Благодарам. Како надополнување на претходните излагачи, значи станува збор за негде околу 13 милиони денари, пари кои што ќе се слеат директно во општинската каса, директно од џебовите на нашите сограѓани. Тоа е некаде околу половина. Тоа е некаде околу иста сума колку што носи самиот сектор годишно. Паркови и зеленови околу 14 милиони денари. Доколку мнозинството ова го изгласа, ќе треба да очекуваме двојно повеќе услуги и добра во овој сектор и ќе треба да очекуваме може би двојно повеќе вработени кои што ќе треба
да се грижат околу одржувањето на тоа зеленило. Така да директно испумпани 13 милиони денари од джебовите на нашите сограѓани во овој момент е прашање кое што стварно треба да го размислите дали тоа вреди да се направи. Благодарам. Благодарам. Петров се јавува за збор. Благодарам. Јас, ако добро се сеќавам, кога овде во овој совет дискутиравме за тој извештај од Државниот завод за ревизија, мислам дека таква препорака немаше. Ако може, ако го има некој овде на увид да се подсетиме, па ќе биде добро. Туку препораката се однесуваше на фактурирање на водата која што ЈПКД Комуналец ја користи за наводнување на зелените површини. Бидејќи досега пракса било таа вода да не се фактурира, да ја нема никаде и се прикажуваше како загуби, мислам, на предпријатијата. Потоа, како што мислам дека се инсталираа протокомери и водомери, да видиме колку вода се троши за наводнување на тие површини. И таа препорака беше на, пак ви кажам, ако добро се сеќавам, на Државниот завод за ревизија, да не се прикажува водата, потрошената вода како загуба на предпријатието, туку да се фактурира кон општината. Пак ќе прашам, доколку некој го има овде извештајот на Државниот завод за ревизија, да се подсетиме точно дали за која препорака станува збор. Благодарам. Благодарам. Некој друг дали се јавува за збор? Бегов, Попов. Почитувани колеги, од Државниот завод за ревизија, точка 3, точка 2, 3.2.1, таму може да го видите, да ја видите препораката. Од препораките до градоначалникот се првата препорака е изготвување и донесување на стратегија за развој на зеленилото, одлука за зеленилото и годишна оперативна програма за подигање и одржување на зеленило. Втората препорака е утврдување на надомест за одржување на јавното градско зеленило и активности за одржување на зеленилото да се финансираат преку овој надоместок со целосна контрола во планираните и реализираните финансиски средства за завршување на годишните програми. Гевгелија во 2021 година имало 37.795 метри квадратни зеленило. Гевгелија во 2025 година има 61.710 метри квадратни зеленило. Овде да не заборавиме, имавме едно ветување во 2025 на локалните избори, а и веќе е во завршна фаза проектот. Проектот беше Паркот на мирот. Паркот на мирот ќе се протега на Сува река, на коритото на Сува река, од улицата Ристо Бојмалиев до улицата Солунска и ќе биде на површина од 25.000 метри квадратни. Исто така, во моментов е во изведба нов парк на улицата на булевар Гевгелија до семафорите и тој парк ќе изнесува 3.000 метри квадратни отприлика. Вкупно Гевгелија ќе добие над 100.000 метри квадратни зелена површина во иднина. Во текот на 2026-2027, а во иднина имаме исто така изградба на улица Серменинска, изградба на парк на улицата Серменинска до Раулјот, изградба на нов парк во Негорци,
до детската градинка, изградба на нов парк во Богородица, до старата школа, уредување и зазелување на центарот на Моин, изградба на мини парк на локацијата Старец Мало во Негорци, некогашен говедарник, модерно партерно уредување на централното подрачје во Миравци и хортикултура и урбана опрема. Модерно партерно уредување на централното подрачје на Негорци со хортикултура и урбана опрема. Целосна реконструкција на постојаниот запуштен простор и уредување на викенд парк на Кованска река. Партерно и хортикултурно уредување во целиот град и населените места. И еден од поголемите проекти што ни беше е на локалните избори, го ветивме и ќе направиме се од себе да го оствариме, е пешачка патека со хортикултура од на реката Вардар, од базенот до граничниот премин Богородица, со должина од 2,5 километри. Благодарам. Благодарам. Реплика, Сивова? Процедурално? Тодор. Председателке, кога ќе излезам јас на говорница, обавезно е материјална расправата. Ама кога ќе излезе председателот на владеачката партија и кога ќе ги кажува проектите што ќе се реализираат, а точката на дневен ред е предлог одлука за определување комунална такса за одржување јавно зеленило, тогаш се држи кон точката, нема материјална расправа, ништо не смета тогаш. Ни банери, ни... Ве молам, ако имате еден аршин за сите, имајте еден за сите. Ворете тоа што го напомена колегата. Но тоа не е точка на дневен ред за која што зборуваме. Што ќе се изгради како јавно зеленило? Зборуваме за одлука за определување комунална такса за одржување јавно зеленило. И сега ја да зјавам да ја узурпирам говорите и да кажам дека последните 10 згради немаат 2 метри квадратни зеленило. И да почнем да си зборувам. Оваа на булеварот, новата што е тука, што го ископа со се тротоарот и така натаму и така натаму. Дајте да молам. Благодарам. Да му одговорам само и јас на колегата. Вклучување во материјална расправа кога станува процедурално не можете да се впуштите и тоа ви е јасно. Ова е точка на дневен ред по која се дискутираше и колегата Вегов дискутираше за зеленилото во градот. Вегов има реплика, повелете. Колега, убаво сите ги слушнав советници претходно што се излагаа пред мене. Колегата Киров рече дека со оваа мерка, со оваа такса треба да очекуваме поголемо зеленило во градот. Двојно да се зголеми. Затоа и ги наброив сите во иднина зеленила што ќе треба градоначалникот и општината да ги реализираат и се во програмата. Благодарам. Благодарам. Следна за реплика беше Сивова. Повелите. Георгиев за реплика или за изборства? Колега Вегов, се што рековте дека било дел од програмата, изборната програма на актуелниот градоначалник, го поддржуваме да се реализира. Арно, ама на која страна од изборната програма беше ветена оваа ставка што удира по џебот на граѓаните? Што ви дадаа доверба? Значи, вие изборите ги добивте баш со тие наведени проекти, ама не ветивте дека ќе покачите сметките директно што удираат по џебот.
За реплика Ѓорѓиев или за збор? За збор, тогаш Неловски реплика. Колега Вегов, ќе е честичка за формирање идно време. Тоа се што ќе направите нови зелени површини, не ви дава за право уште сега да соберете пари од граѓаните или со тие пари што ќе ги собереме сега ќе ги градиме новите зелени површини. Откога ќе ги изградите новите зелени површини, се борете, тогаш воведете оваа такса и нема проблем. Берете пари од граѓаните. Меѓутоа, немојте со овие пари да ги градите новите површини. Контрареплика. Колега Неловски. Градоначалникот за 4 години даде отчет секоја година. Значи, од програмата во 2021 не реализиравме ние 100% од програмата. 190% реализиравме од тоа што го ветивме. Значи, ние сме политичка партија, ВМРО-ДПМН, која излегува на избори со програма и после завршувањето на мандатот излегува со отчет. Кај нас ќе е завршено. Комуналец при излагањето представниците рекоа дека 15 милиони денари, 14,5 милиони денари имаат трошок за одржување на сите зелени површини, со кадар, со механизација и така натаму. Без амортизација на опремата. Благодарам. Благодарам. За збор Ѓорѓиев па Попов. Благодарам, председателка, почитувани советници. Имаме предлог одлука за определување на комунална такса за одржување на јавното зеледено во општина Ѓевѓелија. Не знам дали ќе се држам за точката на дневен ред, бидејќи колегата Вегов спомна 3 паркови зеленила во Негоци. Двата ги запомнив кај беа, едниот не е небитно. Дали мисли дека на Негоци му е најнеопходно сега паркови зеленила да има? Доаѓате 3-4 пати со директорот на комуналното и цела гарнитура на ВМРО-ДПМН да прашате зошто немаме вода во лето, 100 и нешто куќи во горните населени места, во горниот дел од населеното место. И тоа не е проблема, проблем е паркови зеленила треба да направиме. Уште толку вода ќе потрошите за тие паркови зеленила, а луѓето дома немаат вода за пиење. Благодарам. Благодарам. Попов. Реплика. Реплика Вегов на Ѓорѓиев, па Попов за збор. Колега Ѓорѓиев, тука е директорот на комуналец. Во врска со водата може и него да го прашате. Во моментот се работи на решавање на проблемот и ќе се реши и тој проблем. Благодарам. Благодарам. Контра реплика Ѓорѓиев. Ако сакаме да го решиме проблемот со вода во Негоца, нема прво паркови зеленило да направиме. Прво ќе ја средиме водата, ќе им донесеме на сите домаќинства вода, а после ќе направиме паркови зеленило. Значи овие паркови ќе треба да се наводнуваат во летниот период. Малку е нелогички вашата замисла да сега се направат паркови во Негоца. Кога 100 куќи во Негоца од 500 домаќинства, 100 домаќинства немаат вода. Тоа го знае и директорот многу добро. И решението го знаат, само никој нема покренат, треба проект. Значи треба проект.
Благодарам. Благодарам. Попов, повелете. А да заврши Попов, тој да говориш на прашање. Може? Ќе ги дадем гласот. Повелете. Почитувани присутни, малку ќе ми биде проблем денес да се изразам, вам ќе ви биде напорно да ме разберете и сослушате. Се надевам дека ќе бидам доволно краток да кажам се што мислам во врска со точкава и онака колегата Вегов покри добар дел од дискусијата која што ми беше планирана тука од самиот почеток. Веднаш на почетокот да кажам дека малку повеќе ме инспирираше да бидам сега на говорница дискусијата на колешката Сивова, бидејќи погоди во центар во многу нешта. Точно е тоа дека локалната самоуправа, предводена од нејзината партија, не преземаше скоро никакви мерки, па ги губеше изборите, за разлика од нас, кои во претходниот мандат точно превзедовме повеќе мерки, некои од нив навиду непопуларни, а резултатите од изборните циклуси се видливе тука на терен кај сите нас. Сега, тоа ќе ме натера да прекршаме до златно правило во политиката, а тоа е кога политичкиот противник греши не му се мешај, а јас тоа веќе го направам. И ќе кажам на почетоков дека окосница, база на критиките на опозицијата во претходниот период, а слично продолжуваат и сега, тука по-конкретно мислам на колегите од СДС, помалку на левица, главните критики кои ги упатуваа и кон општина Гевгелија во делот на работењето на комуналец и кон самиот комуналец им беа од прилика зголемена е ѓубретарината, цената на ѓубретарината. За 120%, за 200%, кажувани проценти паушално во моментот кога се дискутираат тие проблеми, без да се навлезе во суштината, во сршта на проблемот, кој што всушност беше и е вистината зашто се случиле тие одредени зголемувања, а тоа е дека тоа беше насущна потреба во тој момент и дека зголемувањето на ѓубретарината не ја надмина вкупната сметка што ја добиваме од комуналец за повеќе од 20%. Беше помалку. Ја спомна и колешката Сивова. Се надоврзува и ќе ја заокружи. Ако ја следете. Ако ме следите само мене, во ред. Следната критика, колега Неловски, кој вие не бевте во прошлиот мандат, таксативно ќе ги наведам за да дојдам до главното и за да сватите и вие, беше наплаќање на неиспорачена услуга, редовно се споменува пречистителната станица и зашто периодично не работи. Ви ги наведувам грешките, кои што си ги спомна самата колешка Сивова. А не еднаш беше објаснето зашто тоа е пракса. И конечно, еве се окружувам, ќе бидете трпеливи, па ќе дојдеме до 90 денари, кога грешите уште еднаш. И конечно, често пати грешевте кога критикувавте дека ја зголемуваме цената на водата, без да ја споменете улогата на регулаторната комисија во сето тоа. Еве толку околу историјата на вашите грешки, кои што ги потикна вашата колешка. Сега ќе дојдеме до главата. Сега веќе заглавивте со овие 90 денари кои се предлагаат како нова комунална такса и јас сум убеден дека до крајот на мандатот нема да пропуштите прилика по неколку пати ова да го споменувате. И затоа се обидувам сега да сватите каде ви е суштината на вашата грешка, за понатаму овие 90 денари да имаат. Колега Нечевски, 90% од дискусиите денес по сите точки беа надворот, па не реагира. Ова е само во контекст. Ќе заокружи колегата Попов сега точката. Дојдовме до тие фамозни 90 денари кои што на повеќето од вас многу ви сметаат. И да не го повторувам колегата Вегов, тоа убаво го спомна,
Многу кратко, 38.000 квадратни метри затекна актуелната локална власт зелена јавна површина. Сега имаме 62.000, односно зголемување за 60%. Прашете ги вработените во Комуналец дали од есента 21 до денес имат зголемено цена на услуга која се однесува на одржувањето на зелените јавни површини. Нема. То сигурно го знаеме сите дека нема. И сега, јас ќе ви прашам, сите вас, зелените површини се зголемени за 60% од превземањето на одговорноста од страна на оваа локална самоуправа до денес и одговорите ми вие. Тие одржувањето на таа зголемена јавна зелена површина за 60% вклучува колку работни часови, ангажирање на колку луѓе дополнително, сето тоа потоа преведете го во плати. Вклучува ангажирање дополнително на одредена механизација, која што троши гориво, амортизира, бара поправки и се што следува со тоа. Сите овие нешта, сите овие работи, ајде пробајте, сместете ги во 90 дена. Јас се обидов на едност. Мислам дека овие 90 денови се многу малку. Еве, нема да ги исполнат зелените површини, кои допрва треба да се направат, бидејќи се и најавени и финансиските конструкции скоро обезбедени. Ќе се задржиме само на постоечки. И конечно, јас секојаш кога имаме точка на Комуналец, со себе го носам ово извештај на Државниот завод за ревизија, со сите препораки кои што се внатре. И веднаш да ви кажам дека препораката од Државниот завод за ревизија не е прашање на сакам, не сакам, туку тоа е прашање на морам. Се што е содржано овде е обврска. И ние добар дел од тие обврски, некои од нив под притисок на советничката група на СДСМ кои беа во право, ги донесовме во минатиот мандат. Јас во врска со оваа препорака единствена забелешка би ја упатил и до директорот, и до градоначалникот, зашто повторно настапуваат толку скромно. Мислам кога веќе се отвора таа можност, кога таа препорака е задолжителна и обврзувачка и нуди можност за зголемување на промоцијата на работење на Комуналец во делот на зелените јавни површини, може овие 90 денари да ги заокружат на некоја попристојна сума и со тоа да обезбедат во некој догледен нареден период непречено и по-безболно работење на предпријатието во тој дел. Еве толку, било благодарам, одно прецизирано, доколку во некои моменти не гледам. Благодарам Попов. Сивова реплика и Неловски реплика. Колега Попов, ви благодарам што внимателно ме следите кога имам дискусии, ама немојте да ставате вашите зборови во мелост. Причистителната станица Вурбат не ја спомнат воопшто. Има запис од снимката, ќе видите, да, вибраторината ја спомнав, водата ја спомнав, причистителната станица не ја спомнав. А да ве подсетам, во мандатот на поранешниот градоначалник Поцков, се сеќавате, имаше ковид криза, кога цел свет беше затворен, кога можност за работа немаше затоа што имаше полициски час, тоа го заборавате. Благодарам. Благодарам. Неловски, станувате на репликата? Реплика Неловски, си? Во? Реплика на... Чеки беше реплика. Не. Благодарам. Почитувам колега, одговор на прашањето кое го обоваравте од нас ви даде колегата Нечевски, со тоа што ви кажа дека комуналното предпријатие покажува позитива.
Така да нема потреба од зголемување на средства, односно уведување на нова такса за да може да функционира тоа предпријатие. Така да одговор на тоа прашање ви го дадев самиот колега. А друго, пошто јас ви кажав, ама очигледно не, веќе ви прочитам, од македонскиот дигитален речник. Значи вика, препорака, позитивно мислење или оценка за нешто со желба таквата оценка да се прифати. Со желба. Значи не е задолжение. Така да џабе мафтате со тој извештај таму, значи тоа е желба. А ваша желба е да претнете што подлабоко во џебот на граѓаните и да им ги земете тие 90 денари од домаќинство и 160 денари од фирма. Благодарам. Благодарам. Контрареплика? Попов. Две работи беа спомнати, многу кратко, уврска со извештајот. Јас повторно се повикувам на истиот и ќе ви кажам дека ова треба да биде задолжителна лектира на секој член на Совет. Ова е обврска која што треба да се исполни сите 15 препораки кои се внатре. Може би нема законски рок до кога, меѓутоа пожелно е да бидат како такви испорачани колку што е можно подобро. Предпријатието работи во плюс, да, точно. Знаете вие колку ви се платите на вработените таму? Ве радува фактот што 60-70% од вработените земаат минималици. Ако грешам, еве нека ме поправи. Секоја шанса треба да се искористи, состојбите во предпријатието комуналец да се подигнат на секоја поле. Во секоја ситуација. И таквите мерки ги поддржувам секојаш. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Давам збор на представникот на комуналното предпријатие. Повелете. Поштуван градоначалник, поштуван председател на Совет, поштувани советници, поштувани медиуми. Се не знам дали е соодветно, но на прашање или прозивка од советникот Георгиев во врска со Негорци. Негорци не се согласувам дека нема вода и мислам дека треба да се гледа целата ситуација компаративно. И тоа некои работи не се менјаваат за еден ден, ни па за два, ни па за една деценија. Некои работи се од чекор во чекор се менјаваат и можам да кажам дека во претходните 4 години е направено многу, може да кажам толку колку што нема се направено во претходните 40 години во врска со водоснабдувањето во Негорци. Не се сложувам дека немаат вода и да, кога има дефект нема вода и во Гевгелија, нема дефект и тие горни зони во Негорци немаат вода. Прашањето е за колку брзо се санира тој дефект, а јас може да ви гарантирам дека е во најбрзо време. Во самата програма, што треба да се разгледа некоја точка за некоја точка, е впишена и изградбата на нова водоводна линија од ФИ-110 за висока зона во населеното место Негорци во должина од 1400 метри, со која што би се надминали долгогодишните проблеми на жителите од Негорци кои живеат на повисоките точки во населеното место, а преку летниот период имаат слаб притисок или недостаток на вода, токму во овие дефекти. Во тие дефекти има брзо празење на резерварот, тие се на ниво на горниот дел на резерварот и заради тоа тие имаат проблеми со притисокот. Тој проект е веќе изготвен, требаше до сега да се почне, заради тоа што проектантот малце подолго работеше на тоа, за тоа ќе биде започнат во првиот згоден момент, може да биде и во месец февруар. Значи, летото што следува ќе имаме нова линија во таа горна зона. Би сакал да се осврнам и на точките на дневен ред. Некои работи мислам дека се мешаат тука. Комуналец, кога би се изгласала точкава или одлуката, предлог одлуката, само ќе има обврска да ја прибира таа такса. Таа такса нема да биде приход за самото предпријатие. Предпријатието
тоа ќе има обврска да го префала на општината, а општината во договор со комуналец си фактурира на општината во износ да поголем од кој што со таа такса ќе се собере. Дел од таа ќе завршува, но не цел. Комуналец во претходните години само ги изголеми активностите, ги изголеми павриковите површини, но не и вработените. Државниот завод за ревизија не е институција која што дава опционални опции за дали ние сакаме или не сакаме нешто. Државниот завод за ревизија се грижи за законитоста и спроведување на законитоста во јавното предпријатие и во општината. Смешавме некои работи. Имаше ревизија и во општината и во комуналец. Во комуналец утврди, како таа година што беше проверувана 2023 година, дека и покрај договорите со општина Гевгелија, секторот паркови и зелениво кој што работи 98% за општина Гевгелија е во загуба од 7,6 милиони денари. Е во загуба. И тие имаат препорака да ние си ги покачиме договорите со општината, со што би се одразило на поголемо фактурирање спрема општината. Општината за таа услуга, јас знам дека никој не сака да ги граѓаните да им ствара нови трошоци. Ни јас, ни никој од тука не сака. Но треба да бидат некој сектор треба да биде одржлив. А за да биде одржлив, треба нешто да се плати. За жал е така. Не би влегува пак во цифри, мислам дека претходни колешка да детално образложи за колку тоа комуналец го кошта една година, и тоа без амортизација, без инвестиции. Во инвестициите што ние инвестираме, пример сега претходната година инвестиравме во приклучна механизација за трактор, за кастрени, на гранки и сечење за некои патни правци. Тоа е инвестиција, не влегува во овој трошок. Ова е само плати и минимални тековни трошоци. Ние како предпријатие се трудиме само да ги изголемиме нашите активности, да изголемиме парковите површини, да изголемиме дрворедите, за тоа граѓаните што го плаќаат да добиваат повеќе. Благодарам. Благодарам. Георгиев се јава за збор. Само момент, дали некој друг за прв пат се јава за збор? Георгиев е за втор. Димитров се јава за прв пат за збор. Ке се вратите за кратко, Георгиев. По негрчка линија. Не сум негрчанец. Благодарам. Почитувам председател, почитувам градоначалник. Се трудев да фатам повеќе забелешки за дискусијата за комуналната такса за јавно зеленило од претходните дискутанти и ќе пробам ред по ред од кои се моите видувања во однос на оваа точка на дневен ред денеска. Дали е популарна или не е популарна, тоа граѓаните ќе кажат. Дали ќе има ново зеленило, ќе има. Дали ова зеленило што сега го има Гевгелија ќе биде подобро одржувано, тоа секако мислам дека ќе биде така. Сега вака, имаше математики засекирани колку домаќинства преку Државниот завод за статистика, колку фирми, и тоа мислам се тоа е небитно. На четвртата седница дискутиравме за зелените површини во Гевгелија, донесовме и план и програма како да се развиваат, во која насока, па да стигнеме до моментот на еден зелен катастар. Сега зеленило без вода и без одржување не бива. Колегата нечески кажа дека што има врска декември, јануари, февруари и март не ги одржуваме зеленилата, не е точно. Комуналното предпријатие гледа вработници како летните ги заменуваат со зимски садници во текот на студените месеци.
Имаме кастрење на гранки, имавше ветрови по 70 км на час. Имаме кастрење на вегетацијата покрај патиштата со новата механизација која што најави комуналец. Значи, како треба одржување? Валјда треба и во зимскиот период да се наводнуваат еднаш-два пати. Еве, оваа зима имавме среќа, па имавме дождови и за среќа и снег. Може малку и заштедивме на вода. Другата дискусија беше во однос на ќе изградиме зелени површини. Убаво каже колегата Вегов, до крајот на мандатот тие ќе бидат изградени. Гевгелија ќе добие повеќе од 50.000 метри квадратни ново зеленило. Ако ги следам бројките од програмата на градоначалникот, тоа може и повеќе, така да ќе ги дуплираме овие 100.000. Сега се надевам дека нема да мерите се со пантлика. Третата забелешка беше натовар на граѓаните, да, меѓутоа ќе добиеме подобра животна средина. Ќе имаме подобри зелени површини. Ќе имаме можност каде да ги прошетаме нашите деца. Се надевам дека комуналната програмата ќе добиеме и парк за миленици во блиска имена. Ќе дискутираме на наредните точки. Така да, мислам дека квалитетот на граѓаните значително ќе се подобри за овие 90 денари такса за јавното зеленило. И до колешката, дали ќе ги добиеме изборите, сигурно. Да. Дали ќе бидеме 11, може и 12. Благодарам. Благодарам. Сивова реплика? Колега Димитров, значи ќе бев разочарана ако не бев спомнати, затоа што изгледа имаме ние вака комуникација да си кажеме, па да се реплицираме и така. За изборите како ќе бидат, никој не може да каже. Граѓаните ќе кажат. Може само да биде ваша желба. Благодарам. Димитров контра реплика и ве замолувам. Ајде да останеме на точките од дневен ред, ќе ве замолам сите имаме уште нема да биде желба, нема да биде желба. 15. Јас потекнувам од работничка фамилија, работник сум, ќе одработиме сите заедно, машки, и ќе добиеме. А граѓаните тоа ќе го гледаат. А ќе покажеме исто дело. Ќе го видат и ќе судат. Ќе видат и ќе судат. Благодарам. Ѓоргиев, дали уште останувате за збор? Повелете. Благодарам председателка, почитувани советници, почитувани присутни. Јас само да ви кажам дека ќе гласам за оваа одлука. Мислам дека ако некој нешто плати, треба да се возврати со некоја услуга. Ако не се плати, нема услуга од нито едно предпријатие. Дали јавно предпријатие или приватна фирма, тоа се знае. Но само до директорот на Комуналец. Да не заборави дека јас живеам во Негорци. И јас подобро ја знам ситуацијата со водоснабдувањето во Негорци, него ли вие, иако сте директор. Јас сум една од куќите која се наоѓа на повисокиот терен и од 2015 година имам потопна пумпа во бунар и не користам вода од Комуналец. Бидејќи сум само 4 метри пониско од резервоарот за вода. Само 4 метри. Вие спомнувате дека сега ќе имате нови паркови во Негорци. Ќе треба да ги наводнувате. Сигурно ќе ги наводнувате од вашата вода, а не од Вардарска долина. Уште толку ќе падне притисокот кога вие ќе ги наводнувате тие паркови по летниот период. И ќе извлечете нова линија од истиот резервоар кој е само 4 метри повисок од мојата куќа. Како јас ќе добијам вода? 4 метри надморска висина е 0,4 бара. Ниту еден уред во купатило или било која машина за перење не работи испод 1,2 бара приток. Значи, не е решението со нова линија. Нов резервоар на повисок дел во местото Негорци. Значи, не можете да ја залажувате јавноста дека се полека. Од 2011 година живеам во таа куќа и немам вода. Од 2015 имам пумпа која не е исклучена. Ни зимниот период, ни летниот период. Такви куќи има уште неколку во Негорци.
И некои се малку пониско зимниот период имаат притисок, летниот период немаат никаков вода. Бевте на состанокот во домот во Негорци, знаеш, дојдоа 100 луѓе. И тие луѓе што дојдоа, сите имаа проблем, сите. И нема да го решиме проблемот со новите паркови и со новата водоводна линија. Само со нов резервар на повисок дел од Негорци таму, над селото. Благодарам. Благодарам. Доколку никој друг не се јавува за збор, ја ставам точката 7. Предлог одлука за определување комунална такса за одржување на јавното зеленило во општина Гевгелија на гласање. Молам кој е за, нека крене рак. Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точка 7, предлог одлуката, е усвоена со 12 гласа за, 5 против и 1 воздржан. Благодариме на представниците од комуналното, покасно ќе се видиме повторно со нив. Точка 8, предлог план за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух на општина Гевгелија за периодот 23-27 година. Отворам претрес по предлог планот со извештајот од комисиите. Представници од фирмата Технолаб се присутни да им дадеме збор на представниците од фирмата. Добар ден. Повелете, добар ден. Повелете, сместете се, раскометете се, а кој ќе има излагање, повелете на говорници. Повелете на говорницата. Добар ден на сите, ме слушате се надева. Јас сум Елизабета Стефанова, представник на компанијата Технолаб од Скопје. Нашата компанија го изработи планот за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух за општина Гевгелија. Значи, планот е изработен во договор со Министерството за животна средина. Истиот е изработен за периодот од 2023-2027. Планот е изработен врз база на одредбите на Законот за животна средина и Законот за квалитет на амбиентниот воздух, согласно кој Министерството за животна средина објавува листа на зони и агломерации каде што е детектирано загадување од страна на мерните станици со кои што управува Министерството за животна средина. Значи, на 31 март 2022 година општина Гевгелија беше ставена на таа листа објавена од Министерството за животна средина и истото не ангажираше нас како компанија да го изработиме планот. Како што ни е пренесено, значи планот ви е предаден на читање, на разгледување. Планскиот документ е изработен согласно пропишана законска методологија и ги содржи сите содржински делови кои што се предвидени согласно Законот за квалитет на амбиентниот воздух. Освен општите поглавја во планот, најсуштински за секој план се мерките што се предвидени во планот со кои што со чија што реализација ќе се придонесе за подобрување на квалитетот на воздухот. Значи, согласно Законот за квалитет на амбиентен воздух, надлежен орган за реализација на планот е градоначалникот на општината и согласно тој закон, градоначалникот има обврска да го известува Министерството за животната средина за степенот на реализацијата на планот. Доколку имате некое прашање во врска со
наведеното во планот за подобрување на квалитетот на воздухот, повелете може да ви изговори. Ви благодарам, почитувана. Сивова се јавува за збор, повелете. Благодарам. Во 2021 година се забележени 49 надминувања на просечната 24 часовна вредност на PM10 честичките, што е надминат дозволениот број од 35 надминувања. Во минатиот состав на Совет укажувавме на алармантната состојба со амбиенталниот воздух, на што советничката група на ДПМН не обвинуваше за дезинформации, шпекулации, ширење паника со подотоци од нерелевантни извори и слично. Сега, на 59-та страница од планот за подобрување на квалитетот на амбиентот воздух на општина Гевјеле за периодот 2020-2027 година стои дека во 2021 година се забележени 49 надминувања на просечната 24 часовна вредност на PM10 честичките, со што е надминат дозволениот број 35 надминувања, ако може камерата тоа да го регистрира. Значи, и со црвено е потенцирано 2021 година. Да. Не, го почна ВМРО. Да. Да. Изборите беа есен, таа во се случи зимта, така да не знам, може СДС направила да се амбиентниот воздух. Како и да е, без упаѓање од страна. Да се слушаме, колеги, да повелете Сивова. Да. Понатаму. Значи, обврска да се изготви план за квалитетот на воздухот стои на страна 1 од воведот на овој план. Ще побарала камера. Значи, таму вели дека општините во кои се надминати граничните или целни вредности на нивоата на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух имаат обврска да изготват план за квалитетот на воздух. Сега, врз основа на договор број 05/6561/2 од 25.10.2022 година, Министерството за животна средина и просторно планирање го ангажираше Технолаб ДО Скопје да изработи план за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух на општина Гевгелија. Да се разбереме кон представниците на Технолаб. Критика за вашиот план немам воопшто. Значи, мојата дискусија е чисто до обраќање и до советничката група, посебно на ВМРО и до јавност. Значи, критика за изработка на планот немам воопшто. Изработен е целисходно, значи, офатени се сите мерки, јас се потрудив дури да се го отштампам, затоа што стварно е квалитетен документ. Сега, значи, уште на почетокот вели дека после договорот, периодот на изработка ноември 2022, јануари 2024 година. Значи, тоа го има на почетокот на корицата на самиот план. Готов бил во јануари 2024 година. Прв мандат на градоначалникот, мандат на минатиот состав на Совет. Зошто се чекало 28 јануари 2026 година, 2 години, па да дојде на седница на Совет? Тоа ми е прашањето, ќе беше добро да беше градоначалникот да ми одговори, затоа што прашањето повеќе се однесува на него, а не на представниците на Технолаб.
Лично си поставам прашање дали бил во нечија фиока или толков период е потребен за согласно со државните управи, затоа што вели вака. Советот на општината го усвојува планот за квалитет на воздухот на предлог од градоначалникот по претходно добиена согласност од органот на државната управа, надлежен за вршење на работите од областта на животната средина, и од органот на државната управа, надлежен за вршење на работите од областта на здравството, пошто во рок од 7 дена од денот на усвојувањето планот треба да се објави на службеното гласило и на веб страната на општината. Прашањето ми е зошто цели 2 години требало да се добие согласност. Мислам, ако така работат државните управи, онда тешко нас. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Никој друг не се јавува за збор. Димитров, повелете. Дали може председател или лаптоп да го земете? Може, да помошна лафта. Што може со телефони, сигурно може и со лаптоп. Јас немам желба, не сум така по природа и така не ме научила мајка ми, ама морам да изреагирам. Не кога бил полош воздухот во Гевгелија, дали бил 2020, 2021, 2022, 2023, 2026, 2030, што ќе направиме ние за да го подобриме амбиенталниот воздух во Гевгелија. Значи тоа се 14 дена отстапки и тоа само за едни честички, внимателно го разгледав извештајот, не сум ни еколог, ниту овако, јас сум лекар. Ова проблематика директно ме како да кажам, директно ме засега мене, затоа што работам во јавна здравствена установа во Гевгелија. Претходната точка беше за јавното зеленило, тоа сега само нема некој да стане процедурално, меѓутоа се трудиме на секој начин да го зголемиме бројот на зелени површини. Се трудиме да помогнеме во инвестирање во велосипеди, велосипедски патеки, ваучери за велосипеди, ваучери за клими. Значи тоа е една од мерките кои што се трудиме да го замениме фосилните горива со грејење на електрична енергија. Така да тоа е процес. Тоа не може, сигурно мислам од изготвувачите на документот ќе се сложат дека за 6 месеци не можеме да ги решиме сите проблеми за амбиенталниот воздух. Возниот парк во Гевгелија и на гевгеличани е стар, моето возило е старо повеќе од 15 години, така да се надевам дека ќе можам да си купам ново електрично, па да бидам и јас со зелен знак и да си го полнам без пари. Ако одиме на тоа е дали можеме од изведувачот на овој документ, кои предлози ние можеме да ги примениме во Гевгелија, во Советот, кои одлуки може да ги донесеме за да го подобриме квалитетот на амбиентниот воздух во Гевгелија. Тој не е лош во споредба со бројките кои што ги слушаме на секојдневно ниво. Сега кога сме кај годините и кај месеците, кој бил на власт, кој не бил на власт, 2021 најголеми отстапки има од 1 до 4 месец, а изборите беа октомври 2021. Автогол. Сега од 2021 до 2025 пак имаме дупло зголемен број на метри квадратни зелена површина. Сигурно дека таа зелена површина ќе го подобри амбиенталниот воздух. Така да размислуваме конструктивно и да донесеме заклучоци кои што се од корист. Да донесеме ваучери за замена на грејни тела, да донесеме ваучери за вклучување на инвертер клими и на топлински пумпи во домаќинствата, да им помогнеме на луѓето, затоа што таа е инвестиција која што кошта, тука се наведени некои суми колку коштаат одредени мерки да бидат донесени. Така да мислам дека за оваа година со некој ребаланс на буџет и за следната година да предвидиме средства за промена на грејењето на домаќинствата и со тоа ќе го подобриме и амбиенталниот воздух. Благодарам. Благодарам. Петров, збор или реплика? Повелете. Благодарам. Почитувани представници од фирмата Технолаб. Мојата политичка дискусија по оваа точка на дневен ред и амбиенталниот воздух ќе биде тоа што еве нешто колегата
напомена дека што треба да направиме ние во иднина. Ние нешто од тие мерки ви ги правивме и ги поднесувавме во овој совет, но од представниците на власта до сега не беа усвоени. Јас ќе поставам сега неколку прашања во мерките за намалување на емисиите од стационарните извори. Например, замена на старите системи за грејање на домаќинствата кои користат фосилни горива со високоефикасни печки на пелети или веат клима уреди. Не знам вие колеги советници дома на што се греете, но дали знаете дека пелети на пазарот е дефицитарен се моментално. Значи нема од каде да најдете да купите пелети и ако ги има, цените ќе бидат високи. Се високи. Ние ги тераме, пред неколку години имаше и така субвенции за овие котли на пелети. Ги теравме граѓаните да ги заменат печките на дрвја, купија печки на пелети, а пелети нема. Пазарот со пелети е страшно. Потоа дрва за грејење, јас се грејам на дрвја. Купувам суви дрвја, значи во пролетта или летото. Дали знаете дека сега дрвја нема од каде да купите? И ако купите сега се мокри, влажни, ако најдете да купите, шумско стопанство, значи нема дрва. А доколку се греете на суви дрва, емисијата на штетни честички воздух ќе бидат минимално. Се грееме на зелени дрва, се на мокри дрва. Загадувањето на воздухот е поголемо, како што обожавате некогаш да ги обвините граѓаните дека они се греат. Они се греат на што имат моментално. А кој е виновен зашто немаат ни дрвја, ни пелети, ни ефтина електрична енергија? Па сигурно не се граѓаните за тоа виновни. Во врска со замената на системи за грејење кои користат фосилни горива како енергија за објектите на образовните институции, комерцијални и административни објекти, значи со приоритизација на објекти кои користат мазут и огревна дрво, јас ќе ви информирам овде дека нашите институции во општина Гевгелија, училишта и така натаму користеа мазут за загревање. И тоа можете да го проверите на јавни набавки, кога јас сакав да прашам тогаш инспектор по животна средина дали ги контролира нашите институции какво гориво користат. Оти тоа беше од Пуцко Петрол, канцерогеното гориво на тендери добиени. Тогаш инспекторот беше ненадлежен, така се појавуваше за контролирање на државните и општински институции, само на другите, пријатните. Во врска со сообраќајот во центарот на градот, ова е супер мерка. Ние предложивме пред неколку години. Ова е во центарот на градот да се улицата пред да се воведе зоолско паркирање, улицата до 16 часот да се користи, потоа во 16 часот да се затвори. Да биде во пешачка зона. И не само ова, значи предложивме мерки за згодување на доследно почитување на закон за урбано зеленило и тие 20 предвидени проценти површина на градична парцела, кои што не се почитува. Изградата на зградите во центарот на градско подрачје. Значи не може, ние правиме планови, супер, кога ќе го поддржиме планот, сакаме да биде чист воздух, така. Ама мора да тргнеме од себе, да ги имплементираме мерките кои што ги предлагаме, за да дојдеме до чистото атмосферен воздух. Тој не зависи секогаш од граѓаните, туку од нас и од политиките што ги водиме. Благодарам. Благодарам. Доколку Сивова, се јавувате за збор, за реплика? Повтор пат Сивова, повелете. Бидејќи јас не го носам лаптопот, сакам по телефонот да се регистрирам. Значи, ова е извешće од Министерството за животна средина за периодот 2012-2021 година, колега Димитров, каде што е спомнато дека Гевгелија ги надминува. Да не ве потсетувам кој беше тогаш на власт. Благодарам. Благодарам. Доколку завршивме со дискутирање по планот за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух на општина Гевгелија, точката 8, предлог план, ја ставам на гласање. Молам кој е за, нека крене рака.
Кој е против? Воздржан? Не гласате. Констатирам дека точка 8, предлог планот, е усвоена со 13 гласа за и 5 не гласа. Ќе благодариме на представниците на ТКЛА. Продолжуваме понатаму. Точка 9. Предлог решение за усвојување на финансовиот план на јавната општинска установа Пионерски дом Јосип Броз Тито Гевгелија за 2026 година. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите. Представник од Пионерскиот дом е присутен, да му дадеме збор на представник. Повели. Почитувани советници, почитувани председател на Советот на општина Гевгелија, почитувани меѓуни, добар ден. Јас сум представник на јавната општинска установа Пионерски дом Гевгелија. Во прилог имате предлог годишен финансов план, доколку имате прашања, повелите. Благодарам на представникот. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, точката предлог решение ја ставам на гласање. Кој е за, нека крене рака. Дали е некој? Добро, дали е некој против? Воздржани? Констатираме дека точка 9 е усвоена со 11 гласа за и 4 воздржани. Благодариме на представникот на Јосип Броз Тито Пионерскиот дом. Преминуваме кон точките 10 и 11. Точка 10. Предлог решение за давање согласност на програмата за работните активности на јавното предпријатие за комунални дејности Комуналец Гевгелија за 2026 година. И точка 11. Предлог решение за усвојување на финансовиот план на истото предпријатие Комуналец Гевгелија за 2026 година. Отварам претрес по предлог решението со извештај од комисиите и представниците на предпријатието се присутни, да им дадеме збор на представници. Програмата и финансовиот план. Добро, кој ќе започне? Да. Повелете. Почитувани, пред вас е програмата за работа на јавното предпријатие Комуналец Гевгелија. Таа е изготвена врз основа на надлежностите утврдени со основачките акти, Закон за јавни предпријатија, Закон за комунални дејности и другата важечка законска и подзаконска регулатива. Ова програма представува годишен плански документ во кој се утврдуваат целите, активностите, мерките и финансиските рамки за работењето на предпријатието во 2026 година. Истата представува основ за законито, ефикасно, континуирано за извршување на јавните комунални услуги на подрачјето на општина Гевгелија. Реализацијата на програмата ќе се оде во соработка со општина Гевгелија, Советот на општина Гевгелија, надлежните институции, како и корисниците на комунални услуги со цел обезбедување стабилно функционирање на комуналната инфраструктура и унапредување на квалитетот на животната средина. Секторот заеднички работи обезбедува административно, финансиски и правна планска поддршка за функционирање на предпријатието, а во 2026 година планира уредно водење на сметководство и финансиско работење, навремена наплата на побарувањето од корисниците и унапредување на процентот на наплатата, подготовка и доставување на финансиски извештај, годишна сметка и извештаи до надлежните институции, спроведување на постапките за јавни набавки според Законот за јавни набавки,
континуирано правно усогласување на работењето и заштита на интересите на предпријатието, дигитализација и унапредување на информатичките системи. Оваа година ќе изработи и нов бизнис план за периодот 2027 година 2029 и барање за тарифи за водни услуги за период 2027-2029 до регулаторна комисија за енергетика и водни услуги. Планираните финансиски показатели за 2026 година упатуваат на стабилно работење со вкупни планирани приходи од 206 милиони денари и планирани расходи од 204 милиони и 900 илјади денари. Одделението паркинзи ќе продолжи со управување и одржување јавните паркиралишта преку организирање и надзор на паркирањето, наплата на доместаци согласно обжечките одлуки, одржување на паркинг опремата и евиденција на приходите. Оваа година ќе почне и услугата електронски паричник, припеид плаќање со кој што би се олеснило плаќањето и би се избегнале трошоците за телекомуникацијски услуги. Секторот водовод и канализација представува суштински сегмент во обезбедувањето на јавни услуги и од витално значење. Во 2026 година се планира континуирано производство и дистрибуција на вода за пиење со вкупна количина од 3,7 милиони метри кубни. Редовна контрола и анализа на квалитетот на водата за пиење, одржување, реконструкција и проширување на водоводната мрежа, замена на водомери, намалување на загубите на вода во системот, одржување и проширување на канализационата мрежа, одржување и унапредување на пречистителната станица за отпадни води. Оваа година треба да почне и функционирањето на нова скада на пречистителната станица. Планирани се инвестиции во реконструкција и на постојаните и изградба на нови водоводни линии, подобрување на водоснабдувањето во населените места и введување на современи системи за управување со мрежа и би ги издвоил следните покрупни зафати што се планираат. Рехабилитација, односно дислокација на водоводната мрежа во делот на Урбан блок 10 со диаметар фит 250 и должина од 300 метри, вредност на инвестицијата околу милион денари, проширување на водоводната мрежа со изведба на нова водоводна линија со диаметар фит 100 полиетилен на улица Васил Главинов согласно ДУПот блок 12 во должина од 300 метри, инвестиција од 800.000 денари, реконструкција на чвор на водоводна мрежа во село Пардејци, главна водоводна раскрсница, инвестиција од 400.000 денари, како што ја спомнав претходно, инвестиција од 6 милиони денари за изградба на водоводна линија ФИ 110 во висока зона село Негорци, во должина од 1400 метри, со што би се надминали долгогодишните проблеми на жителите од Негорци кои живеат на повисоките точки во населеното место, а кои преку летниот период имаат слаб притисок или недостаток на вода кога потушувачката е поголема. Реконструкција на доводен цевковод ФИ 100 за населеното место Давидово во должина од 800 метри, вредност 1 милион денари, реконструкција на водоводната линија улица Маршал Тито, таа е една кородирана водоводна линија со чести дефекти во должина од 500 метри, инвестицијата во вредност е од вредност од 400.000 денари, нова линија за подобрување водоснабдителниот систем во населено место Смоквица во должина од 500 метри со вредност од 500.000 денари, реконструкција на водоводна линија ФИ 225 со замена со полиетиленско црево со 200 мм во должина од 200 метри во вредност од 1.300.000 денари. Секторот комунална хигиена ќе ги реализира програмите на општина Гевгелија за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад, одржување јавната чистота и урбаната опрема, зимско одржување на улиците и јавните површини, стопанисување и одржување на градската депонија, одржување на градскиот пазар и градските гробишта, одржување на возниот парк и механизација. Во 2026 година ќе се продолжи со примерената селекција на отпадот, бесплатно делење на пластични жолти канти од 120 литри и контейнери од 1,1 кубик.
Во 2026 година се планира изготвување на проектна документација за изградба на претоварна станица со транспортна лента за сортирање на селектираниот отпад. Прифатилишта за бездомни животни ќе ги превзема сите активности на територијата на општина Гевгелија за ефикасна контрола и заштита на популацијата на бездомни кучиња, како и контрола на кучињата со собственик за текните на јавна површина и третман, согласно овие прописи од областа на ветеринарното здравство и благосостојство на животните. Ветеринарските интервенции, како и досега, ги прави ветеринарно друштво со кое предпријатието има подпишан договор за соработка. Сектор паркови и зелениво во 2026 година ќе продолжи со редовни планско одржување на парковите, зелените површини, дрворедите и унепредување на дрворедите и зелените простори во подрачјето на општина Гевгелија, со цел напредување на животната средина и естетски изглед на урбаните целини. Програмата за работа на ЈПГД Комуналец Гевгелија за 2026 година е изготвена врз основа на реални потреби на општина Гевгелија и корисниците на комунални услуги, како и врз основа на финансиските и кадровите можности на самото предпријатие. Со нејзина реализација ќе се обезбеди континуитет во давање на комуналните услуги, подобрување на комуналната инфраструктура, заштита на животната средина и унапредување на квалитетот на животот на граѓаните. Благодарам. Благодарам. Пред да дадам збор, точките ќе бидат споени, ќе земе збори представничката од комуналното предпријатие, а техничка пауза од 5 минути. Благодарам.